Почетокот на акцијата за прскање против комарците во Кочани заглави во правни процедури. Иако во изминатите години првиот третман против инсектите се изведуваше во средината на мај, годинава рокот е веќе пробиен. Тендерската постапка за избор на оператор за услугата беше распишана уште во февруари, поради што се очекуваше дека навремената процедура ќе овозможи и навремено дејствување против комарците. Сепак на терен досега немаше никакви активности, па на последната седница на Советот очекувано дојде и прашањето зошто се чека. Стоплија се температурите, почнаа повторно да се појавуваат комарците и да представуваат проблем на граѓаните од Кочани, па ме интересира една информација што се презема, како се презема, која е постапката и како ќе бидат третирани и што е планирано. Имаме изберено првостепено еден од овие кои што треба да оператори кои што треба да вршат, меѓу оваа година има конкуренција, имаме жалба од другите оператори. Жалбата е до второстепена комисија, за жал не можеме да реагираме додека не се реши проблемот. Значи, институционален, односно процедурата, правната процедура е во тек. До тој момент мора да чекаме да се заврши процедурата и тогаш кој одлучи второстепената, тој ќе го земеме за оператор. За набавка на неопходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Бирото за лекови, како и за услугата за прскање против комарците, оваа година општина Кочани од сопствениот буџет издвои нешто повеќе од 1.540.000 денари, што е за околу 200.000 денари повеќе од лани. Вообичаено, како и досега, треба да се спроведе прскање од земја и авионски. Двете третирања ќе се реализираат одделно, односно со терестријалниот третман ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дел од населените места во општината, додека со авионското прскање пак се планира да биде опфатена површина од 3400 хектари.